Пророкот Илија бил исто таков случај и може би е корисно да се подсетуваме од време на време, а по повод денешниот празник, да се подсетуваме на неговиот случај, бидејќи во времето на пророкот Илија целото Северно царство, значи неговата земја, на чие чело стоел царот Ахав, оженет со паганската принцеза Изабела, и целото царство се наоѓало по примерот на царската двојка во тежок отпад, во најцрно паганско идолопоклонство, обожување на Ваал, Астарота, Молох и останатите гадови, демонски гадови. И сега, не е само Илија, не, колку често во Божиот народ гледаме вакви ситуации. Мнозинството народ, начело со црковните и државните водачи, во отпад, а еден многу мал остаток, обични луѓе, обични поданици, без голема сила, ниту финансиска, ниту воена, никаква. Само тие остануваат верни на Божиот закон и на Неговото Слово. Како постапуваат тие луѓе во тој случај? Дали ние се наоѓаме во слична ситуација денес? Дали денес е такво време? Прашање за размислување. Што ни кажува господовиот брат, апостол Јаков, во врска со Илија? Ке се сетите, каков човек бил Илија? Каков човек бил Илија? Денес е лесно да кажеме, па Илија е бесмртен човек. Илија е голем светец, ке ни речат во православието. И народот, како го подразбира поимот светец, тоа е како да се богови и божици во прашање. Како да се старите пагански богови и божици, само прекрстени, како да ги крстиле старите пагански богови и божици и ги прекрстиле, им дале нови имиња. Во чест на некои библиски лица или други лица од христијанската историја. И луѓето и се надеваат на светците, ги сметаат за нивни застапници, секој својот светец. Зошто? Бидејќи луѓето чувствуваат природна потреба, јас сум грешник, така? Јас сум си грешник, јас сум никаков, јас сум стани падни, јас сум утепан едноставно. Господ е свет, Господ е праведен, и секако можам јас никаков, утепан, грешен, да излезам пред лицето Божие. Како може? Ми треба посредник. Ама Библијата вели Христос е посредник, така? Да, ама луѓето чувствуваат, знаат, Христос е безгрешен, безгрешниот, таков првосвещеник не требаше, безгрешниот, светиот, незлобивиот, непорочниот. И сега, луѓето чувствуваат бариера и помеѓу мене и Христа. И велат вака, да, Христос е посредник помеѓу нас и Бога, помеѓу нас и Отецот, но мене ми треба посредник и помеѓу мене и Христа ми треба посредник. Зошто го чувствуваат тоа?
Па јас сум грешен. Вие сте грешни? Па јас сум грешен, мене ми треба таков посредник. Мене ми треба некој што исто така бил грешник, свети овој, свети оној, ама станал светец, така? Епа добро, ако тој станал светец, што те спречува тебе да го доживееш истото искуство? Што те спречува тебе? Гревот. Зашто гревот не ги спречил нив? Можеме да дадеме пак еден одговор. Во прашање е пак вера или невера. Вера или невера. Значи, искуството на оправдание со вера, и повеќе од тоа, искуството на посветување со вера е реално искуство. Постојат на вистина луѓе кои што тоа искуство го доживеале во целата библиска и христијанска историја. Така наречените светци. Светители, како поинаку. Ако е тоа точно, што ме спречува мене, јас да го постигнам истото искуство? Место ја да си живуркам како грешник, стани падни грешник. А што рековме? Стани падни? Дали стани падни е оној што победува? Исус рече на секој што победува. Дали стани падни е оној што победува? Не. Замислете, неодамна го споменавме, мисламе и минатата сабота, ја споменавме трката. Колку шанси да победи, колку шанси воопшто има оној тркач кој што за време трката се сопнува, паѓа, па станува, продолжува да трча, се сопнува, паѓа, продолжува да трча и така натаму. Колку шанси има таквиот да победи? Не знам дали постои некој, сте видели некој таков тркач? Или оние трки со препони, сте видели некој да се сопнува од самата пречка, што треба да ја прерипа, па да се утепа тука на лице место. Па ќе стане пота, ќе трча, ама изгубил драгоцени секунди. Таквиот со сигурност не победува. Дали разбираме нашата духовна состојба? Ако сме стани падни христијани, ние сме губитници. Таквиот не победува, таквиот не одговара на Христовиот опис, оној што победува. Сега, што да правиме? Што не сме победници, туку губитници, грешници. Што да правиме? Кој ни треба? Што ни треба и кој ни треба? Ни треба Исус. Ама Исус е свет и јас сум грешник. Видите, луѓето природно го чувствуваат, ја чувствуваат таа бариера. Исус е свет, јас сум грешник, па затоа ми треба застапништвото на некој друг посредник помеѓу мене и Исус. Дали е тоа неговата мајка, дали се тоа некои други. Луѓето чувствуваат потребата да постои некој помеѓу нив и Исус. Заради нивната грешност. И тоа е некое природно чувство, природна потреба, меѓутоа таа потреба дали е здрава. Добро е што ја чувствуваат собствената грешност, тоа е добро, но дали е здраво да си мислиш, јас не сум достоен сега да излезам пред Христа, туку или ми треба некој друг, бидејќи сум грешник, како посредник, или затоа што, или кога ќе бидам подобар,
тогаш ќе отидам кај Христа. А може ли да станам подобар без Христа? Не, значи тоа ѓаволот сака. Ѓаволот сака да не одвои од Христа. Тогаш, и да запамтиме една битна лекција на духот на пророштво, тогаш кога сме најгрешни, најутепани, се чувствуваме и самите најнедостојни, тогаш најмногу ни е потребен Христос. Тогаш најмногу треба да потрчаме каде? Кај Христа. Ама не се чувствуваме, да, треба со вера да пристапиме кај Христа, верувајќи на неговите зборови, на библиските зборови. Ако дечиња, вели Јован, кој сгрешил, имаме застапник кај Отецот, а не на нашите чувства. Цело време проучуваме дека верата значи да постапиш спротивно на околностите, често пати, спротивно на твоите чувства, спротивно на се друго, што ти вели, ти труби поинаку, ако Божјето Слово е спротивно на сето тоа. Значи да го следиш Божјето Слово без оглед на све друго. Дури и на своите чувства. Го разбираме тоа? Илија беше човек како и ние. Што ни кажува ова прва реченица? Во посланието на апостол Јаков, 5 глава, 17 стих. Илија беше човек смртен, вели овој превод. Константинов, како вели? Како? Човек по природа. Да. Значи, Илија беше човек пред се. Смртен човек. Ние какви сме? Кажи слободно преса, кажи, нафрли го. Благодарам. Дали Илија во нешто се разликувал од нас? Не. Смртен човек. Ние смртни сме? Смртни. Подложен на слабости. Ние сме подложни на слабости? Не. Погрешки, да. Ние сме луѓе по природа? Или вонземјани? Видите, Енох и компанија, значи, оние луѓе што Господ веќе ги прославил и ги однел во Божјето царство, оние што се веќе таму, тие може да бидат сега и во поинаква природа, и каде, некои од нив се и на поголема позиција од некои ангели, може би. Тие може да бидат вонземјани во најдобар смисол на зборот, унапредени и по природа, и по положба, и по чест, како што Христос и ветува. Како што и апостол Павле вели, ние и на ангели ќе им судиме, вели. Значи, ако се удостоите, а удостоите се со вера, да бидете таму, Господ ќе ја постави, може би, некои на повисоки, некои на пониски позиции, но сите се повисоки од сегашно оддерече. Но сега, какви што сме овде, вакви, никакви, слаби, грешни, смртни. Библијата ни вели, и Илија беше таков. И не само Илија. Може да речеме, и Енох бил таков? Можеме. Даниел бил таков? Можеме. Аврам бил таков? Јосиф? Сите. Зошто? Од кај знаеме? Дека и сите биле такви? Тие се грешни потомци на грешниот Адам. Круша под круша паѓа. Сите паднавме под Адамовата круша. Паднатиот, смртниот, грешниот,
Што можел да ни даде во наследство? Паднатиот, смртниот, грешниот. Што друго можел да ни даде во наследство? Илија беше човек смртен како и ние. Човек по природа како и ние. И што? И со молитва му се помоли на Бога да нема дожд и не падна дожд на земјата 3 години и 6 месеци. И сега се поставува прашањето, зошто на еден ваков Илија, како и ние, Господ ја вослушал молитвата? А зошто толку често нашите молитви се невослишени? Така? Кога е све исто, како и ние. Патам речено, овие 3,5 години се многу актуелни. И за целата христијанска историја, и за ова наше последно време, ќе видиме. 3,5 години траеше и Христовата јавна служба на земјата. 3,5 години се на многу места во книгата на Данијел и Откровението, или 3,5 години, или 42 месеца. И во 11 глава Откровение, кај што се споменува седмата труба, и за неја Дојчен изгледа нема да има време да зборува. Седмата труба за мене е најинтересна. Ке видиме. Бидете тука за 2 недели тој викенд. Ке биде интересно. Дури ако е жешко. Ке биде интересно. Иначе не знам како ќе биде. Само Господ знае. Би сакал само да прочитам некои зборови од Духот на пророштво, кои што сме ги читали неодамна, кога проучувавме, кога читавме Пророци и цареви петок навечер. Источно од Јордан, замислите каде? Источно од Јордан, во Галатските планини. Во времето на Ахав живеел еден човек од вера и молитва, кој со својата бестрашна мисија требал да го спречи брзото ширење на отпадништво во Израел. Значи, Илија бил што, освен што бил како и ние, смртен, грешен, подложен на слабости. Илија овде е опишен како човек од вера и молитва. Значи, што е разликата? Прво, да имаш вера, тоа што го проучуваме цела оваа година, специјално заради Евреите 11 глава. Лекциите на верата. Да имаш вера, но и да имаш редовна, како Данијел, редовна молитва, приватна, кон Господа. Значи, редовно, систематски. Дали во нашиот живот сме редовни во молитва, систематски? Прашање за размислување. Ако си одговориме искрено на овие прашања секој за себе, ќе видиме што ни фали. Дали сме истрајни, упорни, редовни и систематски во нашата вера, во нашите молитви, во било што правиме за Господа. Овде се вели дека Илија се посветил во својата служба со верба дека Бог ќе го израмни патот пред него. Иако живеел далеку од сите познати градови и не заземал никаква висока положба. Значи, каква била почетната позиција на Илија?
Дали бил некој познат човек во Израел? Дали бил некој влијателен човек во Израел? Значи, тој бил обичен провинцијалец, дури бетер од бидејќи источно од Јордан. Тоа не е ниту во денешните граници на Израел. Во планини, Галатските планини, далеку од сите познати градови. Дали бил некој богат човек? Како Аврам, например? Не. Дали бил во некоја подобра позиција од нас денес? Може би некој од нас е во подобра позиција од него, тогаш. Така. Ева, јас сум во подобра позиција од него. И јас остварувам такво влијание, тука проповедам, вие ме слушате, мнозина преку интернет. Илија дали тоа го имал? Не. Дали имал пари, богатство, капитал? Не. Човечки гледано, што можел да направи еден обичен селанец како Илија? Што можел да направи за да го спречи отпадништвото во Израел? Денес, човечки гледано, ништо. Но човечки гледано, што значи? Значи, да гледаш без вера на нештата. Човечки гледано е да гледаш на нештата без вера. Само по природна логика. Значи, според околностите, според податоците, според фактите. И воопшто не сметаш на Бога, Божјата сила, Божјето провидение, кој што за многу кратко време може да ја сврти ситуацијата во животот на било кој човек, во било која насока. Значи, Илија имал верба, иако се наоѓал во таа полоша позложба од некој од нас, имал верба дека Бог ќе го израмни патот пред него. И дека ќе му подари многу успех. Дали сега ја гледаме разликата помеѓу нас и Илија? Видевме, нагласихме во што е Илија ист како нас. Дали ја гледаме разликата? Човек од вера и молитва, значи систематски, редовен, истраен во тоа што го прави. И во што се состојала таа вера, имал верба дека Бог ќе го израмни патот пред него. Значи, Бог ќе ги тргне сите тие тешкоти. Јас сум од провинција, јас сум од Уџум, јас сум далеку од градови, јас немам никакво влијание, јас сум обичен селанец, никој и ништо што можам ја да направам. Бог ќе го направи тоа место мене и дека Бог, кој што ќе го изрони патот пред мене, ќе ми подари многу успех. Тоа го вели Духот на пророштвото. Илија вака верувал. Од неговите устни се слушнале зборови на вера и сила, и тој целиот свој живот го посветил на делот на реформата. Замисли кога цела нација на денешен ден, за секој Илин ден, секоја година, би проучувала за животот на пророкот Илија. Која разлика би била тоа, замисли? Тој бил силен глас во пустината кој го осудувал гревот и не му дозволувал на злото да поплавува. Значи, почнал таму, локално, кај што живеел, со своите соселани. Почнал локално. Гледајќи како Израел се подлабоко запаѓа во идолопоклонство, Илија чувствувал како душата му се исполнува со тага и гнев. Дали ова со нас се случува? Со мене не се случува. Како што знаете, и јавно признавам,
иако го гледам дека се случува отпад, неморал, јас ги исмејувам грешниците. Јас ги исмејувам синодот, генерална конференција. Јас не жалам и не тажам кога го гледам гревот, неморалот, отпадот, она што се случува помеѓу Божиот народ. Еве голема разлика помеѓу мене и Илија. Сеќавате во Езекијел што пишува? Врз кого ангелот да стави Божи печат, Езекијел 9 глава, која ќе шета низ Ерусалим за да погубува, пред да погубува всушност. Оние што жалат и плачат и ридаат заради беззаконијата на својот народ. Ми фали тој дух. Бог направил големи дела за својот народ, тој ги ослободил од робство и им ги даде незнабожичките земји и така наследија плодови од други народи, за да ги чуваат наредбите негови, да ги исполнуваат законите негови, 105 Псалм 44-45 стих. Но луѓето рече се заборавили на Божите благодети. Неверството брзо го одвоило избраниот народ од изворот на неговата сила. Илија бил целосно обземен од болка, посматрајки го од своите планини, од падништвото на народот. Во душевна болка викал кон Господа, да не дозволи неговиот избран народ и понатаму да оди по лошите патишта, да го казни ако е тоа потребно, за да стане свесен дека се одвоил од небото. Дали гледаме каков човек бил Илија, за да сватиме сега зашто Господ го благословил и зашто Господ го поставил, го избрал на една таква мисија. Копнел да го види народот во покаяние пред уште повеќе да потоне во зло и да го предизвика Господа целосно да ги уништи. Досега прочитав само првата страница од главата за Илија. Тоа е 9 глава. Илија Тесвикјанецот во македонскиот превод или Тесвитецот во некои библии, а најточно е според еврејскиот израз Тишбатецот. И веднаш следната реченица после сето ова што го прочитавме е Бог ја вослушил молитвата на Илија. Знаете, оно што го прочитавме во Библијата е многу кратко. Илија беше човек смртен како и ние, и со молитва му се помоли на Бога да нема дожд и не падна дожд на земјата 3 години и 6 месеци. Значи, колку е тоа кратко, колку е тоа концизно. Но дали сега разбирате што имало во позадина, во душата и карактерот на Илија, за да Господ вослишува вакви молитви? Што било во позадината на Илија, според оно што досега го прочитавме? За да Господ, дали сега разбираме сами за себе, зошто Господ ја вослушил молитвата на Илија, а зошто често не ги вослишува нашите молитви? Дали разбираме, дали малку разбравме? Нема ни време за повеќе. Дали малку разбравме како Илија, кој што бил во полоша ситуација, почетна позиција од мнозина од нас, барем ние сме тука во Скопје, значи секој од нас е во подобра позиција од Илија. Илија е провинцијалец, од некој село. Да, и никогаш не умрел. Дали разбираме зошто? Која е таа разлика? И дури до ден денес имаме еден ден, сите ние се родивме, пораснавме и живеевме со таа национална и историска свест
дека постои еден ден во календарот посветен на пророкот Илија. Зошто? Илија беше навистина во се како и ние, дори во полоша положба од нас, но видовме што е тоа што го направило голем во Божиите очи. И нека Господ ни го даде тој копнеш, како во срцето на неговиот ученик, пророкот Елисеј, да го имаме копнежот, гладот и жетта, и ние, и нас Господ да не облече во духот и силата на Илија. Бидејќи тоа е многу актуелно за последното време. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.